Потребите на законот за лични податоци. Сите кои побарале фактура во пликот заедно со фактурата добија и еден лист со печат и подпис од Самплус потребен за договорот за заштита на лични податоци со нашата фирма. Потоа сите треба да го направат следното. Во други опции, Закон за заштита на лични податоци, да се коригира последно неуспешно превземање, па превземи од Самплус, со тоа ќе се добијат најновите образци и редоследот е следно. Договори со Самплус. На листот кој го добивте по пошта, на долниот дел пишува дата на склучен договор. Тоа дата мора да биде запазена и овде. Обично е 23.12.2013 година и потоа се печати договорот со Самплус, каде што ви е битна првата страна. Втората страна ја земате од листот што ви е испратен. Изјавата за тајност ја имате исто така со подпис. Потоа одиме на опцијата овластување за работа со лични податоци. Најпрво е потребно да се ажурира листата на вработени. Овде ги ставате вашите вработени. Пример, под реден број 1 имате Мицев Сашко. Тој е доктор, сестра, било што. Важност на решението, неопределено, обем на овластување, оставете го слободно. Начин на пристап, рачно. Дозвола, упис, ова останува на вас. Датум на решението. Овде го ставате датумот со кој тој се овластува за да ги врши овие работи. И онаа што сите го прашуваат е број на решението. Бројот на решението го доделувате вие сами. Тоа е редоследен број, пример 1/2013. На еден вработен му давате решение број 1, на друг решение број 2, на трет решение број 3 и така натаму. Кога ќе ги запишете тие, потоа одите со печатење на решение за овластување, каде што за секој ќе се испечати тоа решение. Прво, второ, и печат евидентна листа за овластување која мора да има. И тоа е се во врска со Законот за заштита на лични податоци. Останува уште да ги испечати овие правилниците, кои може би и на крај да ги писате. Сега не знам точно дали треба се носат некаде, не го знам тој податок, меѓутоа и тие секој пат може да ги испечатате овде, така да ви се достапни во било кое време.